Пакетот за проширување на Европската унија, во кој е вклучен и извештајот за напредокот на Македонија, најверојатно ќе се најде на дневен ред на Европската комисија на 6 октомври. Во календарот за работа на комисијата 6 октомври е наведен како датум на кој таа ќе дебатира за извештаите за земите кандидати, но крајниот збор за агендата го има претседателката на комисијата, поради што овој датум се зема условно. Последниот извештај за напредокот на земјава на патот кон Европската унија беше објавен во мај 2019-та, додека во март годинава беше објавен мини извештај за земјава, пошто Европскиот совет донесе одлука за старт на преговори со Македонија. На истиот датум, на 6 октомври, на дневен ред е ставено и разгледувањето на економскиот инвестициски план за Западниот Балкан. Во меѓувреме на 8 септември на ниво на работни групи на земјите членки почна да се разгледува предлог преговарачката рамка предложена од Европската комисија за Македонија. Повикувајќи се на увид во документот за земјава, Радио Слободна Европа објави дека Бугарија доставила забелешки на документот на 6 страници, а кои содржат два услови: спроведување во добра волја на билатералните договори, но и Македонија да не инсистира на постоење на македонско малцинство во Бугарија. Тврдењата за малцинства потикнати од странство се неприфатливи. Бугарија очекува Република Северна Македонија да ги исполни своите заложби, да ги суспендира горе споменатите политики, навремено да ги усогласи своите позиции и активности во меѓународните организации со членот 11 од договорот и да ја прекине својата практика на инструментализирање на мултилатерални формати и механизми за следење, за да изврши непотребен притисок врз Бугарија. Ова ќе биде предуслов за добивање на согласност од Бугарија за кој било понатамошен чекор во процесот на интеграцијата. Бугарија во документот, како што пренесува Радио Слободна Европа, оди и подалеку и тврди дека македонците како нација се проект на Тито, а македонскиот јазик не постоел до 2 август 1944 година, а биле создадени да се поткопа бугарскиот идентитет на населението во тогашна социјалистичка република Македонија. Создавањето на македонскиот јазик во 1944 година во екс-Југославија беше акт на второстепена кодификација, основана врз бугарскиот литературен јазик, дополнително збогатен со форми од домашниот говорен јазик, така стимулирајќи природен процес основан на дијалекти. Основите на кои извршена кодификацијата и начинот на кој е спроведена сведочат дека официјалниот јазик кој се користи во Северна Македонија денес може да се смета само за пишана регионална норма на бугарскиот јазик. Софија бара незините барања да бидат вклучени во поглавието 35 од преговорите со земјава. Инаку преговарачката рамка за Македонија треба да биде усвоена од земјите членки за да може да започнат преговорите, кои Германија како претседаваш со Унијата до декември сака да ги започне во незиниот мандат на чело на Европската унија.